Поздрав до сите љубители на астрологијата и секако до сите македонци кои што живеат насекаде низ оваа наша убава планета Земја. Добро дојдовте сите на мојот астролошки канал. Денеска сакам да зборувам за Нептун и зависноста. Нептуновата енергија можеме да ја живееме конструктивно и деструктивно, значи позитивно и негативно. Актуално, планетата Нептун, значи транзитната планета Нептун, вчера пристигна конечно во знакот Овен и тука ќе остане до 2039 година, све тоа што значи можете да дознаете во моето прошло видео. Во ова видео исто на крајот на видеото ќе ви кажам кое е решението ако вие ја живеете деструктивната страна на Нептун. Астролошки гледано, тоа ни се покажува преку некоја квадратура или опозиција или некоја јака конјукција. Значи, преку тоа можеме да откриеме дали некој можеби Нептуновата енергија деструктивно ја живее. Деструктивниот агол на Нептун е зависноста. Значи, конзумирањето на дрога или алкохол и сите тие психички трауми што ги доживуваме, сите тие припаѓаат од тој деструктивен агол на живење на планетата Нептун. Значи, тоа е една доста опасна ситуација за нашето здравје. Ако конзумираме дроги или алкохол, значи, они ќе бидат само штета за нашето психичко здравје и физичко здравје. Ајде да кажеме сега дали е тоа од колку чаши на конзумирање на алкохол сме више ние алкохоличари и што тука треба друго да се знае. Еве, например, јас. Јас си обожавам да си пијам едно убаво пиво. Значи, јас секогаш кога пристигам во Македонија и кога сум во Македонија, јас обожавам да се напијам една чаша пиво и тоа е едно скопско пиво. Затоа што јас тоа го обожавам. Но јас ја имам својата граница. Значи, ја повеќе од едно пиво не можам да поднесам. Исто така обожавам да се напијам една чаша убаво вино. И потоа не можам повеќе да поднесам. Значи, јас ја знам својата граница. Сега не можеме да кажеме ние сите оние што пијат една или две чаши пиво или вино се веќе алкохоличари. Ако вие си ја знаете вашата граница и сте свесни во тоа, што правите, што зборувате, како реагирате на нешто, тогаш знаете дека вие не сте алкохоличари. Алкохоличари се сите оние, или па оние што конзумираат дроги, кои што не ја познаваат својата граница. Они не осеќаат својата граница. Значи, кај нив тоа е таа ситуација, они почнуваат, ајде да речеме, за алкохолот, почнуваат да пијат една чаша вино и после тоа иде автоматски се повеќе и повеќе. Зашто? Што се случува тогаш во тој момент? Телото е како парализирано. Значи, вие не осеќате веќе ништо. Едноставно, ништо веќе не се осеќа. Вашето тело е парализирано. Вашиот ум е парализиран. Во таа состојба не знаете веќе што зборувате, што правите. Значи, таа несвесната енергија. Тоа е Нептун. Таа е Нептуновата енергија. Значи, таа енергија е несвесната енергија на Нептун. Ако ја живееме таа енергија на Нептун. Значи, тоа конзумирање на алкохол или дроги
каде што не ја осеќаме границата, каде што не ја чувствуваме границата. Таа е таа деструктивна страна на Нептун. Значи, нашето тело, нашиот ум во тој момент се парализирани и не ја чувствуваме границата. Што е сега потребно да се направи? Подобро речено, која планета ќе може тука исто позитивно да влијае на тоа? Пред се сакам да спомнам зашто и да одговорам на тоа прашање, зошто тие личности не ја познаваат својата граница и не ја чувствуваат границата кога конзумираат алкохол или дрога. Што се случува во вашето тело? Вие сте замрзнати. Што значи тоа? Вие ништо веќе не чувствувате. Вие сте во една состојба на транса. За вас све ви е едно во тој момент. Можете све да направите. Зависите каква личност сте. Некои реагираат деструктивно, кои што се доста лошо расположени, некои се така меланхолични. Значи, зависи од која личност, како вие реагирате кога зимате премногу алкохол или припаѓате на таа категорија на личности кои што можеме да ги наречеме алкохоличари. Но што се крие во позадината на овие личности? Тоа они не го прават туку така од самозадоволство. Тука се крие нешто сосема друго. Оваа личност сака да побегне од нешто. Сака да побегне од вистината, да го погледне тоа нешто што е реално во својот живот. Да ја погледне таа своја тага, да ја погледне таа своја траума што ја носи. Ако не ги разрешите вашите трауми, вашата тага, вашата депресија, ако на тоа не работите, знаете дека тој алкохол или таа дрога ќе биде доста деструктивна за вашето здравје и секако на вашето тело. Тоа ќе влијае многу деструктивно, ќе се разболете и на крај може да дојде тоа до смрт. Значи, што се крие? Нептуновата енергија, тоа е една енергија од бегање, од нешто што не сакате да го признаете. Не сакам да видам дека тоа ме боли. Затоа јас конзумирам алкохол, затоа јас конзумирам дроги и така натаму. Значи, јас бегам од вистината. Бегам од реалноста, од вистината. Не сакам тоа да го погледнам. Не сакам таа болка да ја погледнам и да ја разработам. Значи, јас не си превземам одговорност за својот живот. Не сум одговорна. Едноставно бегаме од одговорноста. Се, која планета ќе може, астролошки гледано, се враќаме назад, која планета ќе може сега да помогне во овој случај? Ако може такво нешто живеете во ако имате таква натална карта, каде што Нептун ви е поставен како еден квадрат или опозиција или некоја јака конјункција и вие тендирате на тоа да конзумирате алкохол или дрога и не знаете кое е тоа решение, секако дека јас не сум психијатар, но можам астролошки да ви кажам дека потребно е да преземете одговорност за вашиот живот. Да ги отворите тие трауми што имате во себе, да ги погледнете и да ги разработите едноставно. И да се ослободите од тоа конзумирање на алкохол, кое што е доста штетно за вашето здравје. Која планета е таа? Која што може астролошки сега да ни помогне? Секако Сатурн. Сатурн ќе може да ни помогне. Затоа би требало да се знае исто така каде е поставен Сатурн, како ќе можеме Сатурновата енергија да ја користиме, да бидеме дисциплинирани и одговорни за нашите трауми, за нашите болки, за нашата тага што ја имаме во себе.
Значи, само Сатурн ќе не мотивира да бидеме реални и да расчистиме тоа во нас што толку не мачи и не прави тажни да бидеме. Значи, Сатурн ќе помогне во овој случај. Затоа би било доста интересно и може би и за вас ќе биде тоа интересно да знаете каде се наоѓа планетата Нептун во вашата натална карта. Како ја живеете енергијата на планетата Нептун? Дали конструктивно или деструктивно? Се надевам дека ова кратко видео ви беше корисно. Кој е заинтересиран за една лична анализа на својата натална карта, тука сум за вас. Ако не сте го абонирали овој канал, слободно абонирајте ме на YouTube, коментирајте го ова видео и во посакувам секое добро и се надевам до скоро. Чао!